Здраво на сите, јас сум Джейлан Велио. Прво сакам да ви го честитам 9 мај, денот на победата над фашизмот, денот кога нацистичка Германија капитулираше пред сојузниците, предводени од Советскиот сојуз и Црвената армија. Денес на тема фашизам, победата над фашизмот и дали воопшто е победен фашизмот, ќе разговараме со другарот Зоран Василевски. Здраво, Зоран, ти благодарам што повторно си дел од оваа емисија. Здраво и честит ден на победата над фашизмот. Благодарам. Како што сите знаеме, постои и 8 мај и 9 мај, односно 8 мај денот на Европа и 9 мај денот на победата над фашизмот. Па, Зоран, кажи ми кој празник ти го славиш? Нормално дека денот на победата над фашизмот, 9 мај, она што е Ден на Европа е дел од ревизионизмот, кој што е актуелен изминативе децении, кога сака да се представи дека победата над фашизмот била победа преку која се успеало да се врати старата либерално-демократска Европа. И во насока на тој ревизионизам денес има забуна кој бил најзаслужен за победата над фашизмот. Ако гледаме документарни емисии на History, на National Geographic и други канали, младите може да добијат впечаток дека најмалку рамноправни биле сојузниците во придонесот за победата. Дури поголем акцент се става на Западниот фронт, иако вистината е сосем поинаква. Дури тој Западен фронт преку десантот во Нормандија во 1944 година е отворен токму кога Црвената армија граби кон Берлин и на некој начин да се запре тоа грабење и спрема Франција, Белгија, Холандија и натаму. Така да денот на Европа, ако видиме дека го слави Европската унија, која што пак знаеме дека ги штити корпорациите и милионерите, исто така и милитантно е поврзана со НАТО, јасно е зошто на некој начин се слават две одвоени прослави, иако се работи за еден ист настан. Добро, Зоран, па кога веќе го започнавме историскиот осврт, можеш ли да не кажеш што се случувало во Италија и во Германија во 20-тите и 30-тите години од минатиот век? Односно, од каде доаѓа фашизмот, како дошло до таа појава наречена фашизам? Иако генерално се смета дека фашизмот започнал од фашистичките движења и партии во Италија и во Германија, сепак има подлабоки корени оваа појава. Тоа најдобро може да се согледа ако се истражи под чие влијание, на кои мислители, филозофи и политички дејци под чие влијание бил Мусолини. Јас пред оваа емисија пробав да направам едно такво истражување и интересен податок е следниот. Мусолини е инспириран од генерално двајца француски филозофи. Тоа е прво Жорж Сорел, кој, иако бил инспириран од Маркс и Прудон, сепак тој застранил во следниот правец. Именно тој верувал во создавање на приказна, која што, иако не е фундирана на вистините и факти, туку напротив е фундирана на определени митови, сепак нејзина цел е да создаде обединување на луѓето во масовно движење. Значи, може да видиме тука и на некој начин почетоците на популизмот. Шарл Морас е друг филозоф, кој на некој начин ги убедил Сорел и Мусолини да ја напуштат социјалистичката, поточно марксистичката идеологија и да навлезат кон поставена реакционерна идеологија,
Тој верувал во милитаризмот и бил тврдокорен антимарксист. Баш тука ќе прочитам значи тој сметал дека одредени компоненти на корисна алатка, дека социјализмот ослободен од демократски и космополитски елементи му одговара, тоест одлично се поклопува со национализмот како убави ракавици. И тој значи барал виновници за деградацијата на Франција. Иначе многу битно е што ова застранување со социјалистичка фразеологија кон десничарски правец се случува во Франција, која што во 1870 година ја губи војната со Прусија. Она што подоцна преку Бисмарк станува и Обединета Германија. Значи тоа чувство на пораз, на национално понижување и на желба за реванш, која што се охрабрувала француската нација да ја направи спрема Германија, го користат овие популистички мислители. Сега истовремено значи имаме национално понижување, каде што се бараат виновници и тие се наоѓаат во масони, евреи, протестанти и странци. Од друга страна имаме јакнење на работничките движења, на социјалистичката мисла меѓу работниците, и тие во тој момент решаваат само на некој начин да го искористат тој сентимент преку обична фразеологија, да им представат на француските работници дека да, еве и ние се залагаме за социјализам, но само за французите очигледно. Она што е интересно е што и Мусолини во своите почетни политички активности бил социјалист, но и тој го гледа сентиментот на италијанците кои што после Првата светска војна се на страната на победниците, иако почнале преку централните сили како сојузници, подоцна ја смениле страна и отишле на страната на Антантата. Тогаш тие сакаат се случува една поделба во самите социјалистички кругови во Италија, каде што уште пред избувнување на војната определени социјалисти се за националната кауза и за приклучување кон некој блок, затоа што во североисточна денешна Италија има определени делови што ги држала тогаш Австро-Унгарија. Сакам се допрашам уште нешто, дали овие појави на дали ова застранување, односно, може да се забележи во денешницата? Дали според тебе постојат такви организации, партии или ликови кои што се кријат зад левата терминологија, а уствари се десничари, нивните методи се десничарски? Иако тоа допарва треба да го видиме, дали е така, сепак може, фрапантно е, но може да се увидат многу сличности. Како социјалистичката фразеологија се користи на некој начин само како обланда за нешто што е многу реакционерно, за нешто што бара виновници помеѓу различните народи што живеат во едно општество кое што бара постојано виновници за некаква си национална катастрофа што е случена и слично, но имајќи предвид дека капитализмот е во досега невидена криза и кај работниците дефинитивно постои едно охрабрување дека може да дојде до социјалистичка преобразба на општеството, некои партии можат и да имаат и такви имиња и во своите програми да имаат зборови како социјализам. Ќе продолжам со она претходно што го кажав, баш прашањето и беше во таа насока. Партијата на Хитлер и нацистите како се вика? Германска национал-социјалистичка работничка партија. Сега и во примерот на нацистичка Германија е битен линкот што се остварува меѓу нацистичката партија и војската.
многу е битен елементот национално понижување и на градење на мит дека можело да се победи. Што сакам да кажам? Нацистите во Германија ја форсираат тезата и успеваат во тоа дека ако во текот на Првата светска војна, посебно во последната година, доколку не била активноста на комунистите и нивната агитација за излез од војната, на некој начин да се повтори сценариото што беше направено во царска Русија. Значи, војната меѓу народите се претвори во класна војна и навистина имаат удел тогашните социјалдемократи, што апсолутно не биле коденешни бе прокапиталистички, туку таа била многу по-прогресивна опција во моментот, иако прави предавство социјалдемократската партија на Германија во предвечерието на војната и гласа за влез на Германија во војната, сепак подоцна социјалистичките и комунистички елементи во таа партија преку познати данас личности, спомнавме Роза Луксембург и Карл Либнек, има и други, успеваат да ја придвижат Германија кон напуштање на монархијата и воспоставување на република, па оттаму нели да започнат и со социјалистичка преобразба на Германија. Но меѓу двете светски војни, иако Германија ја изгубила војната, тоа е неспорно за сите историчари, нацистите и други групи околу нив тврдат дека социјалистите, комунистите им ставиле нож во грб, дека ќе победела Германија во војната, а овие им ставиле нож во грб. И понатаму, како Германија мора да плаќа воени репарации. Цело време на нацистите име во уста Версајскиот договор. Дека е толку штетен за Германија и дека мора да се сруши, да се вратат процесите назад и слично. И преку тоа така наречено ставање нож во грб, на некој начин подоцна и добиваат подлога за брутално расчистување со сите прогресивни елементи во Германија. Ова со Версајскиот договор ме потсетува на Преспанскиот договор. Кажа национално понижување, значи и кај нас, само Македонија се случи тоа, нели со неуспешниот референдум, потоа собранието сами се изгласаја и го смена името на државата. Голем дел од народот се чувствува како понижен, односно го има тоа чувство на национално понижување. Па зарем ако се движиме по тие чекори што претходно ги наброја, во Македонија има можност за да се појави фашизам? Прво, основно нешто за појава на фашизам е организирана, обединета и борбена работничка класа. Во Македонија тоа засега го немаме. Но доколку се случи тоа во блиска еднина, а имајќи предвид каква е состојбата, очекуваме да се случи, тогаш дефинитивно можно е појава на протофашистички групи и партии. Можам одговорно да потврдам дека има никулци на такво нешто. Иако Преспанскиот договор е наметнат исто така од светска сила или група на светски сили кои што ја вршат ревизијата на историјата, токму преку бришење на славното социјалистичко минато и НОП и придобивките на бившата социјалистичка држава. Сепак, овој договор на оние популисти, кои што за да ја зграбат власта се ќе искористат, им служи како одлична подлога. Наместо да се спротивставиме на тој договор преку напредни движења, преку обединување на етничките групи во Македонија, преку една класна борба, секогаш има или ќе има појава на популисти кои што ќе кажат дека
некој друг можеби ставил нож во грбот, па не се срушил тој договор. Добро. Благодарам на обширниот одговор. Сега да се вратиме малку на денешницата која што е предизвикана од коронавирусот. Големата рецесија од 1929 година многу наликува на сегашната ситуација. Поточно, капитализмот е во криза, далеку поголема од таа криза од 2008 година. Работниците губат веќе работни места, расте бројот на невработени, пазарот нема решение за придвижување на економијата, додека пак државите постојано се задолжуваат и веќе се презадолжени. Што ти сметаш, што може да очекува светот и Македонија? Дали сме пред вратите на нов фашизам, имајќи го предвид историското искуство, дека фашизмот се појавува во капитализам пред распајање? Значи, како што кажа и предходно, или ќе дојде до револуција, или ќе дојде до фашизам. Делумно одговорив на ова прашање со тоа што она што го спомнав за Македонија во светски рамки апсолутно побитно е што ќе се случува во светски рамки, затоа што секоја мала држава како Македонија на некој начин ги следи процесите што веќе се започнати на глобално ниво. Има три отприлика битни моменти зошто ова криза нема да се надмине како во 2008-та. Очигледно е дека нов New Deal, поточно нова државна интервенција, нема да биде успешна. Знаеме во 2008-та како им се помогна на банките со вбризгување директно буџетски средства, но веднаш потоа следеа мерките на штедење. По случајов нема да може тоа да се направи. Друга опасност е, значи, во тој случај не може да реагира на тој начин државата и владеачката класа да го врати статус-квото, кој што и онака не беше за работниците добро, нели? Втор момент е тешко дека би имало повторно некоја си нова светска војна. Знаеме дека после големата рецесија од 29-та година започна растот на нацизмот во Германија. Знаеме после 10 години како се разреши сето тоа. Во случајот за нова сеопшта војна има предуслови, затоа што еден воен сојуз постои, тоа е НАТО пактот. Она што било, значи, оската Рим, Берлин, Токио и сојузниците, нели? Другиот спрема спротивставен блок на НАТО пактот би можело да биде источниот Русија и Кина и слично, но мала е веројатноста дека набрзо би дошло до еден таков глобален судир од толку големи размери, имајќи го предвид моменталното наоружување, значи може буквално, ако дојде до таква ситуација и земјината топка веќе да не биде онака каква што ја познаваме. А од друга страна, веројатно имаат овие џокери, овие држави се уште џокери како работничката класа да ја смират преку својата пропаганда. Сега во делом на пропагандата постојат според мене две опции како би изиграла работничката класа. Од една страна е да го релативизира социјализмот како поим и како значење и како пракса, па некакви си социјалдемократски реформи да ги представи како социјалистички, па да се задоволи оној прогресивен и борбен слој кај работничката класа, дека еве се успеа на некој начин. Таков беше примерот, например, на Берни Сандерс во САД, кој што се представуваше за социјалист, но мерките му беа типично социјалдемократски. И затоа не е страшно што не успеа. Од друга страна па, владеачката класа, пошто знаеме дека не ја милува многу работничката класа, знаеме во минатото со какви брутални методи се служела, дефинитивно може да тргне кон фашизам.
со тоа што сега да речеме нема да бидат евреите или не знам кои виновници, би биле некои други виновници. И фашизмот, например, апсолутно им одговара на големите индустријалци и корпорации, затоа што нема тогаш глумење за антимонополски закони, мали и средни предпријатија, туку се воспоставува една цврста контрола. Тоа е, значи, поопасната варијанта. Затоа и на нас како социјалисти ни е апсолутно голема одговорноста во овој период. Преголема ни е одговорноста, не само во Македонија, секаде во светот, дури и во развиените земји е уште поголема одговорноста на нашите другари, да започнат со организирање на работниците, да не им се случуваат катастрофите од минатиот век. Не само организирање, туку и меѓусебно поврзување. Апсолутно, апсолутно. На тоа сакав сега да се надоврзам. Дали ти вака како социјалист чувствуваш дека нашите другари веќе во светот почнуваат да се мрежуваат на некој начин? Дали добиваш повеќе информации во овој период од нив? Дали споделуваш со нив информации? Дали комуницираш? Дали ме свати? Да. Само она што го правиме преку интернет мрежите за комуникација е недоволно за сега. Потребно е мрежување на многу попринципиелни основи. Мрежувањето не мора да значи дека потребно е во светот баш во овој момент да се создаде нова единствена сила, затоа што гледаме дека не е можно, но дефинитивно сум за идејата за создавање нови народни фронтови, каде што социјалистите ќе ги остават своите поделби кои што се развивале после заземањето на власта во СССР. После Втората светска војна, за она кога социјалистите ја преземаат власта, па сега како треба да се гради социјализмот. Јас и претходно сум кажал, ние сме вратени некаде кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, со тоа што веќе се е измешано. Сите елементи на првата деценија, втората и третата деценија од 20-тиот век веќе се повторуваат. И имајќи го искуството дека потребно е организирано и заедничко делување на сите прогресивни сили против идните фашистички придвижувања, кои што неминовно ќе дојдат и ги гледаме никуците, така треба и сега да се свати потребата од заедничко дејствување. Ни предстојат турбулентни години пред нас и одговорноста е врз наши плечи, колку и да сме изморени од све што сме искусиле во минатиот период, секакви удари и на владеачката класа и во наши редови, сепак нашата дејност е многу поголема од некои парцијални победи. Битно е војната да се добие. Така да војната на работничката класа, класната војна е она што предстои и треба да останеме резистентни на сите квази идеологии кои што ја делат работничката класа. А ја делат по многу основи. Не мора да набројува. Религиозни, национални поделби на некакво си замислено национално единство против мигранти. Подоцна имаме секакви теории на заговор кои што нема никаква класна основа. Иако владеачката класа си се договара тајно од очите на јавноста, сепак во народот се пуштаат преку масовната пропаганда секакви никулци на идни поделби на работничката класа. Тоа е уште од античко време стратегија раздели па влади. Треба да дадеме се од себе како социјалисти да ја држиме работничката класа будна, интегрирана и прогресивна. Се останато ќе води во пропаст. Толку би кажала за ова, има уште многу да се збори. Добро,
што беше дел од оваа емисија, исто така и за кажаните зборови, на крај за мотивацијата која што е дадена оние што ќе гледат емисијата. Почитувани гледачи, не заборавајте дека фашизмот постои за да биде победен, се појавува за да биде поразен. Смрт на фашизмот, слобода на народот. За повеќе емисии гледајте не на YouTube каналот Гласни идеи.